Знаев дека овде ќе те најдам. Што правиш, Везден? Само овкаш, се туфкаш. Ајде, стани. Стани. Облечи се убаво, царски. Стави ја круната, прошете низ дворецот, низ црштината. Ајде. Не ми е ни до круна, ни до шетање, царице. И да шетам, и да не шетам, нема фајде. Зошто? Зошто? Што Јанца ти е зајаде душата наедна? Што е? Да е војна? Не е војна. Не е војна. Затоа што ти од војна не се плашиш. Така е. Колку војни сам започна. И ги заврши. Во тоа е работата, царице моја. Што не знам дали се уште можам да војувам. Ете, тоа е. Па не војувај, зошто уште да војуваш? Колку царства освои, доста беше. Ајде сега, вака, на рад, седи и поживеј си го тоа што ти го дал Господ. А што ќе ми е живот, ако не војувам, царице моја? Ај тоа што стареам. Ама се ми се чини дека ми има навастана некоја тешка болештина и се ми се чини дека не ќе можам да издржам некоја нова војна. Ама, добро моли, царице, слушаш ти или не слушаш дека кашлал? Кашлал, 2 пати закашла и веќе е болен. 2 пати, ама јас сум цар, царице. Јас не сум како другите луѓе. Во мене тече царска крв. Јас не смеам ниту да кашлам, ниту да кивам, ниту не дај Боже да се разбалам од некоја тешка болест. Јас сакам се уште да војувам, царице. Јас сакам да бидам здрав. Ти како старееш, така будалеш. И од умот се помрднуваш. Не бил како другите луѓе. Не требало да кашла и да кива. Се што е живо кашла и кива. Се. Дури и кучето и мачето, а не пак човек. Ама јас не сум човек, царице. Јас сум цар. И ако си цар, пак си човек. И знам што мислиш. Само да знаеш. Тоа што си го намислил, тоа не бива. Ти мислиш дека не бива. Сега ќе видиш, оти бива. Што ќе направиш? Екимот го вика, немој да си го кажал тоа пред Екимот, тоа што ми го кажа мене. Немој да си го кажал, ќе се расчуе низ царштината. Ки сите ќе дознаат дека царот се збудалел. Заповедај, честити царе. Како си ми, Екиму мој? Арен ли си? Сполај Богу, арен, честити царе. Слушај ме, ваму, Екиму, шо ќе ти кажам. Сакам да ми дадеш некој лек, некој илач. Јас да се напијам и вечно да бидам здрав. Никогаш да не се разболам. Проштевај, честити царе, не параарно те разбрав. Значи, ти сакаш илјач, шо да се напиеш од него и поќе да не се разболиш? Не даде, токму така реков. Проштевај, честити царе, ти многу арно знаеш што ти, јас едно чудо илјачи за тебе имам направено. И во битки сум ти се нашол и луѓе сум спасил од сигурна смрт. Ама ваков илјач, ти каков шо велиш што ти треба, јас досега нити сум чул, нити сум разбрал оти некој има направено. Демек ти сакаш да ми кажеш дека таков лек нема? Не, нема, честити царе.
Па ако го нема, екимо мој, јас ти дам тебе 2 недели. Да го најдеш тој лек, да го направиш, да го измислиш и да ми го донесеш. Ако не ми го донесеш, да знаеш, екимо мој, ќе ти летне главата. Па сега ти види, дали сакаш да одиш без глава или со глава. Ама, честити царе, ама! Ама, екимо мој. Ајде, станувај, излегувај и баре го, илечот оти времето ти тече. Ајде. Те гледам, те слушам и не ми се верува дека го правиш ова што го правиш. Леле, ќе го погуби човекот на правди, не ќе го погуби човекот на правди. Ќе го најде тој илјачот. Мора да го најде. Ќе видиш, старице, ќе ти бидам вечен. Вечен? Да, ќе бидеш вечен. Сите ќе те паметат по будалаштината и лошотијата твоја. Шо ли му стана, шо Јанза му влезе на царот да бара ваков илјач? Море, него му стана шо му стана, току јас да си ја гледам мојата работа, оти времето минува, илјач кој шо бара царот не сум направил. Ако не успеам, ќе ми летне главата. Зборувај! Што чекаш, бе, зборувај? Чести царе, ако сакаш коли, ако сакаш беси, шо сакаш прај ми, јас таков илјач, ти каков шо бараш, не можам да направам. Нема, еве, се мислам, се думам, таква работа нема. Што? Не ми најде лек. Абе, што е ким се ти, бе? Абе, зошто те ранам, те чувам, те гледам со години овде, бе, а? Абе, зошто? Абе, излегувај да не те гледам, оти се со боли рака, ќе те попре! Сиктер! Сиктер! Абе, зошто го плачам, бе? Да не може да ми најде еден лек? Што ти е тебе, човек? Што ти е виновен екимот? Охо, да можело таков лек да се најде, досега ќе го нашле. Знаеш колку пати ќе го нашле и никој немаше да се разболва и никој немаше да умира. Молчи, Марити, А? молчи. Ако не може тој, може би ќе може некој друг. А? Знам што ќе направам. Ќе пуштам гласник низ цела царштина да разгласи, оти ќе дадам немерено богатство на оној што ќе ми најде таков лек. Гласник? Не. Само гласник не. Не, низ целата царштина немој. Немој. Па сите ќе дознаат дека царот им се мрдал со умот. Ќе видиш. Народе, народе, чујте и почујте. Царот рече, тој што ќе му најде илјач за вечен живот, ќе му даде немерено богатство. Народе, народе, чујте и почујте, царот рече, тој што ќе му најде илјач за вечен живот, ќе му даде немерено богатство. Убава работа. Да одиме да му кажеме на татка. Ајде.
Народе, народе, чуйте и почуйте. Царот рече, тој што ќе му најде илјач за вечен живот, ќе му даде немерено богатство. Ај, мајката, што рече? Богатство немерено ќе дај царот на тој што ќе му најде илјач за вечен живот. Јас колку што знам, таков илјач нема. Знам јас што да направам. И ти, човеку, велиш дека имаш таков лек. Имам пресветла царице. Ами ако го имаш, шо чекаш? Што не ми го даеш лекот да го испијам? Не, честити царе, лекот не е со мене. Како бе не е со тебе? Ми доаѓаш овде без лек? Што ќе се ми ти бе? Што ќе се ми ти? Лекот, честити царе, јас овдека не можам да го донесам. За лекот, сега ти ќе треба да станеш од престолот и да тргнеш со мене. И јас ќе те однесам токму таму каде што е лекот. И само така ќе фати, никако поинако. Ти, човече, мајтап да не се играш со царот? Како ќе сум играл мајтап со цар, бре, царице, не се играм мајтап. Еве, нека стани царот, нека трни со мене и ќе видите, оти имам најдено лек за оваа работа. Добро бе, добро. Ако така треба, така и ќе сторам. Ти, царице, седи тука и чекај. И молчи. Јас ќе одам. Ајде, честити царе, ела навум, не се плаши, ајде. Не се плашам јас, бе. Кој се плаши, бе? Ама јас сакам да те прашам тебе нешто. Оти ми рашетуваш вака низ гробиштава. Токму тука, честити царе. Шо бе токму тука? Тука е лекот? Токму тука. Ајде сега, наведни се над гробов. Наведни се и прашај го човеков што лежи тука, дали му е арно, како му е. Ајде. Абе, човече, ти си играш мајтап со мене, да знаеш дека за ова работа може главата да ти летни и веднаш да се најдеш тука легна до него. Знам, бре, честити царе, како не сум знаел и затоа не си играм мајтап. Прави како што ти велам за да фати лекот. Ајде, наведни се, еве ти слушај убаво што ќе одговори, а јас ќе го прашам. Ајде. Човече, ајде бре, кажи му на царот како ти е тука, дали ти е арно? Слушај, ајде прашај го еднаш. Може спи. Бре, човече, ај кажи му на царот како ти е, дали ти е арно тука? Ништо не вели. Чекај. Ај, како може да одговори? Ај сега на другиот гроб, честити царе, и таму да прашаме. Ајде. Видиш? Ајде.
Што сега? Сега, честити царе, ќе се наведниме и на овај гроб. И ќе слушниме дали овај што лежи тука, дали лелелика, овка, и се жали, се мачи оти, нешто го боли и дали е болен. Ајде, слушај. Ајде. Слушаш нешто? Не. Ништо не слуша, значи не се мачи, не лелелика и не овка. Ајде сега чујме навака и на кај другиот гроб. Ајде. Овде рече? Тука, честити царе. Ова е гроб на големец. Така. Сега ќе се наведниме и на овај гроб и ќе чуеме дали овај големец што лежи тука кива, кашла, се жали. Ајде. Чекај, бре, човек. Абе, кажи ми ти мене во што е марифетот на лекот? И оти ме тераш вака да шетам по гробиштава и како улав да слушам нешто што не може да биде. Не разбра, честити царе? Не, Сега јас ке ми ти кажам. кажи. Кажи ми само ти уште еднаш, дали слушна некој од овие умрените кај што поминавме да кашла, да кива, да овка, да лелелика, да се жали од тие болен? Не бе, не. Радувај се, честити царе, се додека кашлаш и додека киваш. Радувај се оти си жив. Оти еден ден, кога ќе умриме, никој повеќе никогаш нема нити да закашламе, нити да закиваме. Браво бе, пријателе. Сега дури дознав дека животот треба да се живее онака како што Господ рекол. Оти сме сите исти на веков, и богати, и сиромаси. И дека се што живее еден ден мора да си оди од овој свет. Така било, така ќе биде и никој тоа не може да го смени.